Аутизмот е едно од најтешките развојни нарушувања кои се јавува во најраното детство и го загрозува нормалниот развој на детето и неговата адаптација во социјалната средина. Аутистичните деца потешко остваруваат контакт, губат говор и покажуваат послаби сознајни можности од реалните способности кои ги има во таа област. Најголем број од децата со аутизам не може да се вклучат во отворената социјална средина, ниту во игра, во настава, во изразување на било какви професионални активности. Поради тоа е потребна социјална и здравствена служба да делуваат координирано за да помогнат на оваа популација, со тоа и овозможено да го поттикне развојот на лицата со аутизам и нивните способности, да ги организира во активност во социјален облик, приближувајќи го со максималната социјализираност на која кај индивидуата постојат потенцијали. Секако децата со аутизам се еднакви како и сите други здрави деца, така да едукативните програми треба да стартуваат веднаш штом се дијагностицира, односно во предучилишна возраст. Фокусот на овие програми е учењето на социјалните комуникацијски вештини. На оваа тема разговараме со моите денешни гости, господинот Зоран Мијалков и господинот Александар Талевски, родители на деца со аутизам. Најпрво добре ни дојдовте во утринската програма Рано наутро. Благодарам за поканата. Така еве задоволството и наше и ќе започнеме од она што е најново. Од неодамна формиравте Сдружение на родители на деца со аутизам и на деца со посебни потреби сплотени срца. Од каде иницијативата и колку се членови и број вашето здружение? Значи иницијативата е одамна, бидејќи во меѓусебна комуникација со многу родители. Дори со многу родители и лично одев по градовите да се запознам, да си направиме муабет околу проблемот и фала му на Господ се убедивме дека треба да делуваме заедно, а не секој посебно. Впрочем, тоа ми беше и целта още од почетокот кога почнав да изрегувам на бенилиумите, значи да видат и другите родители да се охрабрат, да изразе целата работа во јавност, како поресно и поефикасно би се справиле, би делувале, да. Сега Сдружението моментално брои околу на ниво на Македонија, значи ние сме многу е битно еве во денешно време со сите случувања во нашата земја Македонија, но најбитно за мене е што сме прво здружение меѓу првите здруженија кој што е мултинационално, повеќе јазично, повеќе религиско, значи буквално затоа и името такво го ставивме, сплотени срца, значи без разлика на националност, саудитери, албанци, турци, роми, македонци, сите сме заедно за нашите деца, да. Моментално броиме над 500 фамилии во Македонија, значи скоро во секој град каде што има родител, имаме веќе членови, во теке зачленување на другите, физичко зачленување со пристапници. Еве од вчера и нашата веб страна е половично во функција, пристапницата е во функција. Другите содржини ги преведуваме на сите јазици на националностите во Македонија. Значи прва веб страна на сите јазици, значи. На вашки, македонски, албански, да. Се извинувам што ќе ве прекинам, освен нели оние членови кои што имаат ваков проблем како вашиот, кој се може да биде член? Значи член може да биде секој еден родител со дете со посебни потреби, бидејќи целта ни е не да се разпринуваме, туку целта ни е не да се бориме само за децата со аутизам. Значи целта ни е на ниво на Македонија да се избориме за сите деца и возрастни со посебни потреби. Значи спротување на сите, подпишување на меморандуми за соработка со сите други здруженија, со крајна цел спротување во една фамилија која што ќе се избори за крајно решение за нашите деца, значи без разлика дали е со церебрална парализа, ретка болест, аутизам, дали е со неко друго, буквално со сите деца кои што имаат попреченост. Да, тоа се наши деца, значи тоа е иднината на Македонија, ние треба да им помогнеме на тие деца. Нормално тие се деца исти како и сите здрави деца. Да, бидејќи според конвенции, права и закони и мора да ги добијат сите права како останатите деца. А многу не е битно што имаме определено и членови поддржувачи. Тоа се наши роднини, нашите фамилии, пријатели, комши, значи секој еден. И секој оној кој што ја чувствува вашата мака. Да, кој што ја чувствува нашата мака, значи ги замолувам да станат членови поддржувачи. Моментално имаме над 8.000 во Македонија, само 1.300 се од Штип моментално. 1.300 во Штип. Да, членови поддржувачи. Тоа се само нашите
потесни фамилии, пријатели, еве меѓутоа во да. Штип, еве господине Александар, ќе ве прашам вас. Во Штип колку фамилии го имат овој проблем кој што имаат деца со аутизам? Па деца со аутизам, точно не знам број Па колку. има многу деца со аутизам, сега Некој се крие, некој... меѓутоа работа Не се е доволно силни да ја искажат својата мака или што? Па не знам, не можам да ги сванам, јас луѓето се, сите се... Еве, што очекувате во иднина? Кои се вашите барања и од кого најмногу ја барате поддршката? Па во иднина да функционира очекувам ово здружение. поддршка од јавност, исто за тие колку може повеќе поддржувачи членови да има во здружението, за да бидеме побројни, за да можат надлежните институции да не слушнат, да го слушнат нашиот проблем и да се направат измени у законо или дополнување некои за да ги има како статут за оваа група на пример на луѓе што сме. Така. И за да може да си го решаваме не секој индивидуално проблемот, туку да може заеднички, глобално да се реши за воиднина, да биде полесно и за наредните генерации што ќе... Еве, како ќе работи основа. ово здружение? Значи- Што се е предвидено? Значи, здружението, главна цел на здружението ни е нови закони, дополнување на веќе старите закони и измена на веќе стари закони. Значи, тоа е главната цел, бидејќи институционално во било која држава во светот законски се решаваат трајно проблемите. Значи, не е работа ние да се мориме за помош, туку законски трајно решение да се постигне за сите деца и возрастни со посебни потреби. Нашето здружение е единствено, мислам, здружение во Македонија во моментот во кое што секој родител кој што ќе стане член на здружението, тој станува член на председателството во здружението. Значи во нашето здружение нема председател, подпредседател. Значи сите сме исто, сите сме со сплотени срца. Значи никој не е повеќе, никој не е помалку, секое дете е важно. Значи дел од статутот го вери тоа дека секој што врегува во здружението, една од главните точки на здружението кој што секој мора да ја почитува, дека прво ќе се бориме за царината, за сите, а потоа за нашето дете. Значи, не може едно дете да биде повеќе од другите, ниту помалку. Исто многу ни е битно што на ниво на Македонија буквално во нашето здружение ќе биде јавно. Значи, еве, дали секој планирате записник, некои едукативни обуки да организирате? Планирам, тоа го планираме. Значи, сето тоа го планираме. Не само обуки, значи настани. Многу битно е што овие родители што почнуваме, ќе работиме на тоа другите родители да се поттикнат и да изразат во јавност, да видат дека не се сами, бидејќи ќе се бориме за секое едно дете. Значи, на ниво на Македонија целта на здружението е трајно решавање на нашиот проблем. Сега, бидејќи нашето здружение во секој град ќе има огранок, родителите, например, од Верес. Родителите од Верес ќе бидат председателство на огранокот за Верес. Бидејќи, например, на Верешене не е решено, пример, прашањето за превоз на нивните деца. Не можеме ние Штипјани или гостиварчани да го поттикнат, значи они ќе треба локално да го поттикнат и доколку институциите не им изразат во пресред, тогаш на ниво на Македонија целото здружение со медиуми одиме во Верес, бидејќи нема ниедно дете ниедно дете нема да биде оставено само, ниеден родител нема да биде оставен сам. Значи на веб страната, бидејќи многу родители не си ги знаат ни правата. На веб страната, значи, ќе имаме се, од рецепти до совети меѓу родителите, до совети за терапија. Така, еве, кој ќе ги изготвува тие рецепти, како што рековте, совети? Дали пок, еве, вие во повеќе наврати... може да си ставе рецепт, што ќе биде ставен на веб страната. Така, како што кажавте и вие самиот, во повеќе наврати, вашата мака, така ќе ја наречам, ја имате споделено со јавноста. Еве, има ли некакво подобрување од тоа вашето излегување во јавноста, кое што во повеќе наврати имате споделено, има ли некакво подобрување? Еве, однеодамна започна да работи и Центарот за аутизам во Штип. Дали веќе вашиот син го посетува овој центар и какви се условите? Па, центарот, како центар,
не е според светски стандарди, меѓутоа добар почеток е. Значи, ние исто на вработените и на институцијата која што го отвори тој центар и кажавме, не сме задоволни, меѓутоа ние нема да бидеме здружение на присила, туку ќе бидеме здружение кое што ќе соработува со вработените, со центарот, со институциите. Значи, ние сакаме да соработуваме на тој начин, значи, нема да има, од наша страна нема да има протести или ништо. Значи, ние најмирен според сите закони, да, меѓутоа бидејќи веќе имаме и адвокати, судии кои што се понудија правно да не застапуваат бесплатно, бидејќи ние ќе си одиме по закон. Ќе си го баваме она што по закон ни средува меѓународни конвенции. Впрочем и Македонија, за да стане дел од Европската унија, мора да исполни многу работи за овие деца. Така. Еве, господин Александар, дали вашиот син оди во центарот за аутизам или? Па мојот син уште имам среќа, моите родители ми помагаат околу чувањето на детето и затоа нема потреба, иначе оди во Ванчо Прке на училиште во посебната паралелка. Па како, задоволни, добро е, меѓутоа сега на еден наставник беа 3 деца, сега 4, сега 6 деца, а една наставничка не може да постигне и да го оствари тоа што треба како за училиште. Така, еве, вие се знаете дали е слична состојбата меѓу вашите синови? Па, нема дете со аутизам две деца кои што се исти. Истина, сличност. Меѓутоа има сличност помеѓу сите деца. Значи, сите деца можат со работа да напредуваат. Значи, во неколку наврати тоа го спомнав. Значи, законско решение треба да има за оправување на овие деца и тоа го потенцирав. Значи, првично се испитување. Значи, без испитување и најдобриот доктор не може да даде добра терапија, бидејќи нема да знае што се случува со тој организам на тоа дете. Потоа, со добра терапија, значи, доаѓа работата со тие деца. Значи, најдобриот стручњак, без добра терапија, сме веќе кај тоа, нема да постигне. Според вашето искуство до сега, дали мислите дека во Македонија постои навистина стручен кадар спремен да работи со вакви лица? Па во Македонија има кадар, меѓутоа недоволно и недоволно обучен. Меѓутоа имаме понуди од странски фондации, значи, така што најбитното е да има желба кај институциите. Ако имат желба на вистина да се реши, тогаш во соработка со нас родителите. Значи, буквално им кажав на сите родители. Секој ќе го искористи максимумот. Секој има пријатели, има врски со странски фондации, имаме пријатели во странство, значи тоа ако се сака, се може. Затоа и се спротивме и сме сите заедно и ќе успееме, бидејќи не ни останало ништо друго освен да успееме. Значи нема откажување. Само упорност. Да, ќе одеме до крај, бидејќи се работи за нашите деца и со борбата за сегашните наши деца ние се бориме, не дај Боже, за идните деца со посебни потреби кои што ќе дојдат. Меѓутоа, еве знаеме, ако има снег и некој го изгази снегот, многу поресно ќе биде за наредните. Така да секој што ќе ни даде подршка како член поддржувач со тоа и за себе, не дај Боже, доколку се случи за негов внук да го доживее нашиот проблем, ќе биде многу поресно, нема да почне од нула како нас. Така. Еве знаем, односно прашање и до вас двајцата, знаеме дека аутизмот е една комплицирана состојба, па дали вие веќе откривте од што дошло до ваква состојба на вашите деца, дали се работи за генски проблем или сепак некоја друга причина? Па можност, може само да се сомневаме, јас мислам, може и за од вакцини, можно е што сум постувал лекари, доктори, има за вирус, увременост, може повеќе причини да го предизвикаат аутизмот. А на колку години вие приметивте дека вашето дете веќе има знаци на аутизм? Самиот почетокот. Сега дека е аутизам, важно беше, детето беше по-мрзеливо,
од година време, 6 месеци година почнеш. Самиот родител најдобро и највише осеќа дека нешто не е. Само неќе да си признае, дека си признае тоа помине време. Еве, господин Зоран, како е сега состојбата со Петар, така беше? Да, па многу работиме со него. Еве, дали тоа е задоволен од посетата на центарот? Па да, бидејќи, например, неговото батче кога го носевме во градинка, тој беше многу разочаран од тоа. Значи сега тој дури од 8 часот почнува работата во центарот, он веќе во 6 станат, ќе се обрече, ранецот му е спремен и чека на вратата за да оде во центарот. Значи се дружи да, таму. се дружи таму. Исто имавме среќа, многу сум благодарен на Миловниот американски корпус, кој што ни по наше бавање ни испрати волонтерка, која што работи со вработените. Значи, Ейми, која што претходно во Америка е работела во центар. Значи, таа ги има исто сите обуки. Тие обуки еве во петок ќе има работилница, ќе ги пренесе дел од обуките на родителите и на вработените. Значи, буквално секоја можно се користиме да добиеме напредок, да се добијат обуки. Значи, тоа е целта. На секој можен начин, секој што може да помогне, значи, се знае, по една трошка кури се прават. Точно, така да. А еве, освен тоа што вашите деца, еве, како што кажете, вашиот син го посетува центарот за аутизам, вашето дете оди на училиште во Ванчо Праќе, но што се е потребно, односно, кои се другите работи кои што треба да ви помогнат за негово развивање понатам? Па за негово развивање, значи, центарот, најбитно нешто за еден центар да биде центар е обучен кадар. Значи, со обуки на кадарот, исто така ние, родителите, планираме да волонтираме во центарот. Еве, јас ги имам сите можни обуки. Вие се многу дури сум имплементатор, дури на сум имплементатор на некои од обуките, така што сето тоа ќе биде бесплатно. Работиме на тоа и странски фондации и организации да ни платат обучувачи и руге исто во Македонија. Центарот планираме да се развива во насока еден ден да прерасне во многу поголем центар, не само центар, туку институција во која што посред нас, родителите, би живееле нашите деца. Значи, не е нешто невозможно, еве, ја имаме касарната, нашиот родител тоа го даде како предрог. Може дел од касарната да се искористи за такво нешто, бидејќи во касарната има паркови, има веќе готови објекти со струја, вода, со се. Значи, целта ни е значи, бидејќи една од главните стравови е што ќе биде со нашите деца посред нас, главната цел е за да можеме мирно да умреме. То јавно го кажувам, сите го знаат родители. Главната цел е да ги оспособиме максимумот да го постигнат пред ние да си заминеме од овој свет и ќе го постигнеме тоа, бидејќи конечно сме заедно, институциите ќе имаат желба, бидејќи многу луѓе, целата јавност ќе застане за ова, така да ќе се бориме за сите. Значи, на овој начин, значи, ние сакаме да бидеме и пример за нашето општество, нашата држава. Кога можеме родителите од сите националности, вери, да се обединеме за една заедничка цел, зошто да не се обединеме понатаму за други работи, за земјоделие? Значи, можеме да живееме заедно, да се сакаме заедно, значи, ние ќе покажеме што значи да се почитуваме и сакаме. Согласувањето пред се е најважно. Тогаш и Македонија ќе биде многу подобра земја. Ако сите се сакаме, си помагаме, сме фини едни со други, тогаш ќе нема национализам, ќе нема ништо, значи сите ќе бидеме едно, тоа не е и целта. Така, еве малку да поразговараме и за состојбата со аутизмот. Потребно е посебна терапија, посебна исхрана за овие деца. Еве како се справувате со тоа? Па, моментално многу тешко, бидејќи на финансиски е многу тешко тоа.
Значи, скоро сите терапии ги набавуваме од странство. Така. Тоа се признати терапии, значи научно докажени терапии. Во Македонија ги нема, ги порачуваме претежно во странство. Повеќето родители не можат, се задолжуваме, значи целта е, значи еве, например, јас како вработен од мојата бруто плата, мојата држава, значи здравствено сум осигурен. Така. Преку мене е осигурено моето дете. Значи, логично би било, доколку моето дете еве во овој пример со аутизам, значи тие терапии да ги покрива фондот, бидејќи целта на здравственото осигурување е тоа. Така, еве, доколку би сакале да откриете колку е сумата на една терапија? Па сумата на една терапија, значи месечно, јас околу 17.000 давам за терапијата на моето дете. Меѓутоа, многу повеќе треба. Јас го, значи, но би можело... А без таа терапија нормално не може да Па функционира? без таа терапија да. Значи, претходно ги направив испитувањата кои што се многу скапи, а би можело со набавка на лаборатории да биде многу поевтино. Еве, ние дури до институциите ќе застанеме со став дека еве, не мора целосната терапија да биде под фондот. Барем да се увезе во Македонија да можеме овде да ја купуваме, бидејќи плаќаме царини. Некогаш дел од терапијата, еве, пробиотиците, мора да се чуваат во фрижидер. Така. Одиш во царина, го гледаш пробиотикот кој што си го повачал, едва си собрал пари да го поваче, стои на рафт. Значи, посред 24 сата стојање на собна температура, тој пробиотик може да се фрли во кошчето за Еве, ѓубре. господине Александар, дали вие се соочувате со истиот проблем како вашиот, како Зоран? Јас немам такви скапи терапии, пошто немам ни направено тие во странство, тие испитувања, никакви, само тука што имам, тие се некој суплемент само што може да прими нешто за бедокси, некои витамински, некои такова. Немам посебни, пошто немам ни диагнозата точно, знаеш. Се уште ја немате откриено диагнозата? Па, диагнозата е таа, меѓутоа, што точно треба да приме детето, треба да се направат по-темелни испитувања. Така, еве, според некои истражувања се вели дека од аутизам се дечињата, поголем бројот на дечињата од машка популација отколку на женска. Да. А зошто е еве тоа така? Па во посредно време не е тоа така, бидејќи еве во Штип лично знам повеќе девојчиња веќе. Кои што, значи, бројот на девојчињата се зголеми во однос на момчињата. Значи, новите генерации веќе го нема тоа девојчиња, момчиња. Значи, пред 10 години ако е било на 100 деца едно, сега е на 26 едно дете со аутизам или во состојбата аутизам. Значи, овде спаѓаат Аспераговиот синдром, многу други синдроми. Значи, и кај сите деца е различно, бидејќи има деца со аутизам кои што имаат и епилептични напади, значи, тоа е една голема бројка. Еве, на ниво на Македонија сигурно има околу 7.000 деца со аутизам и сродни состојби, кога на тоа ќе ги додаете децата со ретки болести, со церебрална парализа, значи, станува збор за голема бројка. Значи, како општество мора да се зафатиме со тоа. Не верувам дека е лесно, не верувам дека тражиме чудо од институциите, значи тражиме соработка и како што рече моја драга пријателка, председателка на Порио Плюс, тоа е Сдружение за инвалиди. Главната цел ќе ни биде ништо за нас без нас. Така. Бидејќи не може некој да прави закон за децата со аутизам, а еве на штипски кажано нема појма од аутизам. Значи треба да не плаша нас родителите. Како ја би ти помогнал на тебе, ако ја не знам, ако не ми кажеш кој ти е твојот проблем и што ти мислиш на кој начин би бил решен. Значи повикуваме на соработка. Еве докторка Софијанова, директорката на детската клиника во Скопје, таа, значи, ни вети посредниот пат на интерпарламентарната комисија во собранието и таа беше присутна и таа вети
значи и верувам, бидејќи пред нас го вети тоа, дека таа ќе се потруди да се обезбедат терапии, да се обезбедат испитувања, да бидат овде во Македонија. Така. И во крајен случај, ние родителите на еден начин ќе притиснеме тоа да се случи, што е можно побрзо, бидејќи и самата држава значи се случува одрив на пари од нашата држава. Целта на држави како нашата, кои што не се толку големи, е парите да останат овде, нели? Затоа и беше купувајте македонски производи. Зошто моите пари да ги давам во странство, кога би можело тука да се вложат во центар, во испитувања за децата, обуки за вработените. А еве рековте дека многу родители не ја знаат доволно состојбата со аутизмот. Како стоите со предрасудите, да речеме? Па има многу предрасуди во нашето општество. За жал, луѓето се плашат од различност. Така. И значи немат време, бидејќи такво е времето, немат време да прочитаат, да размислат што е тоа. Значи, една од работите е борбата против тие предрасуди, а најдобра борба е кога ќе излезеш во јавност. Кога со своето дете ќе прошеташ низ градот. Так. Значи, ако го чуваш дома детето, тоа се случува, значи, еден од најглавните проблеми си родителите. Бидејќи не може, еве, министерот за здравство да оде по куќите и да не прашува како да ви помогнам. Значи, ние сме тие, значи не можеме до крај да ги кривиме на институциите. Би можеле да ги кривиме после ова, доколку излеземе во јавност. И не се превземе ништо, така. Тогаш да. Инаку, значи, затоа ние сакаме во соработка со институциите, со граѓаните, со амбасадите, со секој еден што сака и има желба да помогне, да почнеме да го решаваме проблемот. И секој значи, милиметар што ќе успееме, понатаму ќе биде одлично нешто. Значи, ќе бидеме пример и за останатите земји, значи, веќе ќе подпишеме меморандуми со работка со здруженија од другите околни земји. Еве, во април ќе одеме на национална трибина за аутизам во Бугарија. Ќе присуствуваме родители од Македонија. Значи, и на ниво на Балканот и Европска унија планираме тоа да се решава. Сите родители сплотени. Значи, ќе станеме дел од семејството на родители на ниво на меѓународно. Да, меѓународно, да. Така, еве, немаме многу време, мислам може да се зборува на оваа тема уште многу, но толку ни дозволува времето, бидејќи имаме и неколку други содржини кои што треба да ги проследиме до 10 часот. Еве, господин Александар, за крај, што еден ваш апел до сите родители кои што се соочуваат со овој проблем и општо до целата јавност? Па, до родителите со овој проблем да бидат похрабри, да се соочат со проблемот, да не го избегават, бидејќи тој проблем останува, мора да прифатат оваа ситуација и да се оде сам индивидуално не се решава проблемот, мора да заеднички сега најголем, мислам, заслуга има господин Зоран. Па не, сите имаме, ама се претежно некој треба да ги потегле конците за да се во се тоа така. Така си е што. И да значи ги повикуваме цела јавност и родители, станете член од ова наше здружение и ваше како членови поддржавачи за да може да ги оствараме правата. Еве уште еднаш за крај можете да напоменете како се може да се биде член, да ја дадат поддршката. Значи во нашето здружение нема членарина. Так. Значи секој родител што ќе стане член на здружението по дефолт станува дел од претседателството на здружението. Секој огранок во секој град ќе си биде претседателство, тие родители ќе си бидат претседателство на огранокот за тој град. А на ниво на Македонија сите родители ќе бидеме едно претседателство кој што ќе се бори за крајната наша цел, институционално решавање на нашите проблеми со закони, да. А исто ги повикуваме сите останати наши роднини и пријатели да станат членови поддржувачи на нашето здружение, со тоа поддржуваат иницијатива за конечно сплотување на сите во Македонија. Значи, многу поголема е нашата цел. Значи,
тргнувајќи, ајде конечно да се обединеме околу овие деца, без разлика на партија, вера, нација, значи, ако се обединеме околу едно, потоа многу полесно ќе биде да се обединеме. Значи, дај да видиме што не обединува, не што не разединува. Што не разединува може да најдеме, меѓутоа сакаме сите да бидеме едно, да не се трошат пари за глупости, туку да ги решаваме реалните проблеми, бидејќи обичниот албанец, македонец, турчин, ром, сите ги имаме истите проблеми. И сите треба да живееме заедно, да се сакаме, почитуваме и тогаш Македонија како држава ќе биде многу, можеме да бидеме и пример за дури за дел од Европската унија држави, да. Така, јас многу ви благодарам. Ви посакувам да успеете во она што сте го замислиле, па да се видиме во наредна прилика со позитивни коментари. Да, многу благодарам на поканата. Исто така, благодарам за поканата. Да, се надевам дека исто така во наредни прилики ќе доаѓаат други родители. Така. Бидејќи им кажав, вие ќе видите еден поттик за сите. Својата мака првим треба да ја споделат со другите за да очекуваат помош. Да. Така. Јас ви благодарам уште еднаш, почитувани гледачи, ова беше разговорот со двајцата родители од Штип, Зоран Мијалков и Александар Талевски, како што кажавме, родители на деца со аутизам и кои што неодамна го формираат Сдруженијето на родители на деца со аутизам и посебни потреби Сплотени срца.